Време е за саботното издание на регионалните вести. Шарпланина е најблиското место каде тетовци, но и туристите можат да побегнат од жешкото време и високите температури. Најпосетена е Попова шапка. Совршено место за да се избега од летните горештини, жешкиот асфалт и градската врева е планината. 10 степени пониска дневна температура во споредба со градот е она што најчесто ги привлекува луѓето да заминат на планина, а во нашиот регион тоа пред се подразбира посета на некое место на Шарпланина, а најпосетена е Попова шапка. Чистиот воздух, прекрасната природа на Шара се магнет како за домашните, така и за странските туристи. Посетителите кои ги сретнавме велат дека чистиот воздух и планинската клима се одлична можност за одмор и рекреација. Шапка е преубава во лето, со оглед на тоа што повеќе од 15 години сум бил тука и прв пат сум по 15 години, навистина сум вчудоневиден од тоа колку е убава планината. Би ја препорачал на сите што го сакаат овој планински туризам да дојдат и слободно да посетат. Јас се сеќам уште од мали нозе кога доаѓав, кога имаше тука многу снег, кога скијавме, кога се санкавме како мали деца, кога сме си играле како едно прекрасно место и прекрасна планина. За жал во изминалата деценија и повеќе не сум бил, меѓутоа еве како прв пат по толку години како можност е преубаво. Мислам имали нешто поубаво да пиете утринско кафе на свеж воздух, на сонце, да гледате во зеленило и да уживате во природата. Баш да се наполнат онака батериите од градскиот метеж. Со оглед на тоа што вчера спиевме во хотелот, мислам дека ова лето таков добар сон не сме имале, со оглед на тоа што е на повисоко почист воздухот, посвежо, значи многу полесно се спие, многу е поубаво и е совршено да излезете малку од градскиот метеж и да дојдете тука, па макар на едно кафе, на еден обичен наручек. Гледам дека многу се развила во последните години, се направиле толку убави хотели, значи се изреновирано, толку е чисто, совршено за планински туризам. Први пут сум на Попови шапки, иначе сум из Србија, из Крагујевца. Прв пат сум на Попова шапка, инаку јас сум од Србија, од Крагујевац. Фасцинирана сум од оваа убавина која ја видов од боровинките, кои во Србија досега не сум можела да ги видам. Снегот на врвот на планината, преубав амбиент, гостопримлив народ, се е така како што очекувавме и секаде во Македонија е убаво. Попова шапка е преубаво место. Среќна сум што имав можност да дојдам, да видам, да доживеам. За неа сме учеле на училиште претходно и сме слушале многу за овие природни убавини, а сега прв пат имав можност и лично да се уверам. Evo sad sam prvi put imala priliku da to i doživim lično. Yeah, of course I'm for the first time here and especially for me it's За прв пат сум тука. За мене лично подобро е да се одморам на планина отколку на море. Повеќе сакам чист воздух отколку пливање. Попова шапка е многу убаво место. Вчера попладне бев на врвот на планината, ги видов и ски патеките и уживав во целост. so I enjoy it at all. Околу алтернативниот туризам во лето размислуваат и општините кои гравитираат кон Шарпланина. Општина Боговиње подготвува проект со кој ќе се градат пешачки патеки од нивниот дел на Шара се до Попова шапка. Организација при Обединетите нации ни дава помош, финансиска помош, а станува збор за припрема за еден проект, техничка документација, која веќе е у завршна фаза и се надеваме дека и ќе го реализираме како проектот истиот, бидејќи така ни беа договорите со организацијата што ја спомнав. Така да се надевам дека ќе го реализираме ова година, а станува збор за 3 патеки и има околу 30 километри должина, што ќе ни водат до езерата, поголемите езера во нашата општина, значи Боговинско езеро, Бело езеро и Црно езеро. Така да една патека најверојатно ќе биде од кај Шапка. Значи ќе се поврзуваме со Шапка, па после преко Боговинска река и една имаме планинарска куќа горе, значи 3 патеки што гравитират, односно ќе се трасират кон тие езера. Ова е добар проект, се разбира, бидејќи имаше и потреба, па и има и добри услови за развој на алтернативниот туризам.
Покрај излетниците и туристи во летниот период на Попова шапка во поголем број во споредба со претходните години, пристигнуваат и планинари од голем број планинарски клубови во Македонија, како и од странство. Ноќеваат во угостителско-туристичките објекти на Попова шапка, а дење планинарат во околината и по оддалечените предели низ Шарпланина. Времето на Попова шапка се исполнува на различни начини, со прошетки и пешачење, берба на боровинки. За оние кои повеќе преферираат летни авантури, ова е вистинска дестинација за планински велосипедизам и параглайдинг. Огреана во сонце, Попова шапка ветува добро поминато време во секоја сезона. Група млади од Гостивар покренаа иницијатива за помош на сиромашни семејства. Апелираат до сите граѓани да се вклучат и да донираат храна, облека, лекови и друго. Групата функционира под името Хуманост пред се. Желбата да помогнат на социјално загрозени семејства покрена неколку млади луѓе од Гостивар во иницијатива за хуманитарно движење кое спроведува акции. Дејствуваат 15 на дена како група под име Хуманост пред се. Ги има од различни националности, а ги споила нивната несебичност и хуманост. Една од нив е Габриела Костик, која ни раскажа како настанала групата и како функционира. Идејата се роди така што наша пријателка дозна за две социјално загрозени семејства на кои им требаше парична помош, храна и облека. Значи ние колку што бевме во можност, успеавме да донираме храна и облека. После тоа изразивме желба да оформиме група која ќе помага на социјално загрозени семејства, да се состои од 8 члена. До сега се имат приклучено околу 10 граѓани кои ни помагаат постојано за храна, облека, лекови, тоа што е најпотребно, тие се тука. Младите хумани гостиварци досега помогнале на две сиромашни семејства, а својата мисија ја продолжуваат и понатаму. За да шират добрина и помош, потребна им е поддршка од граѓаните. Кој сака да даде донација, групата може да ја исконтактира преку социјалните мрежи или по телефон. Групата Хуманост пред се функционира како група од млади невработени лица, кои своеволно сакаат да помогнат на социјално загрозените семејства, се разбира со помош на граѓаните. За донациите граѓаните може да се обратат на телефонскиот број 078 371 805 или на нашата фејсбук страница Хуманост пред се Гостивар, каде што може да постават прашања за нашата група и тоа на кој начин се собираат донациите. Ги замолувам, значи, сите кои сакаат да помогнат, кои навистина хуманоста им значи нешто, нивното испиено кафе што е во град може да го донираат во вид на 1 лев, бидејќи навистина се потребни средства, живеат во многу тешки услови. За во наредниот период, освен собирање на донации, планирани се и други активности како хуманитарни забави, поставување посебен штанд за донирање и слично. Планираме да организираме хуманитарни забави, да поставиме штанд во центарот на градот кога ќе биде најпотребно. Наскоро ќе поставиме штанд за 6-годишно дете кое мора да се оперира. Неговата самохрана мајка не може да се ги плати трошковите за во Германија за сместувањето таму, ниту целата операција. Социјалните семејства од Гостивар на кои им помага групата Хуманост пред се, моментално најмногу имаат потреба од прехранбени производи, лекови, облека, како и храна и млеко за бебиња. Комплексот ресторани Електра Гарден прослави 1 година од своето постоење. 1 година од своето постоење вчера попладне прослави комплексот Електра Гарден во Брвеница. Од своето постоење па до денес, токму во нивните ресторани многу граѓани ги прославија најубавите денови во животот, свадби, крштевки, родендени и други свечености. Со капацитет од 500 гости, салата за свадби е специјално дизајнирана да одговори на сечи и барања. Отворениот ресторан пак има место за 200 гости и е идеален за помали прослави. Располагаат со најсовремена кујнска опрема, богато мени и вкусна храна. Комплексот Електра Гарден е обкружен со зеленило и летниковци, а се наоѓа на локација која овозможува пријатен престој на пониски температури. Амбиентот го надополнуваат 2 езерца со фонтани. Измина 1 година од
кога отпочнавме со работа со ресторанскиот комплекс Електра Гарден. Ние немавме некои големи амбиции дека многу ќе направиме за една година, меѓутоа тоа што го направивме сме презадоволни од причина што нас веќе почнаа луѓето да не осознаваат, нас не посетуваат гости од сите краеви во Македонија, така да веќе почнавме да постануваме бренд во Тетово и пошироко. Што нуди овој ресторан? Овој ресторан прво нуди една комплетна фамилиарна понуда, каде што цело семејство може да си го најде своето место, вклучувајќи ги најмладите кои што имаат каде да се рекреираат, да се забавуваат. Значи има доста зеленило, има доста содржини. Едно семејство може да си помине убаво да ужива во еден ден на викенд кај нас. Во отворениот ресторан кој што е оваа тераса пред нас, нудиме за секојдневна посета на гости, додека во поголемиот ресторан кој е наменет за поголеми прослави, свадби, семинари и друго, нудиме понуда и за среќа веќе оваа година сме доста пополнети, сме задоволни од тој аспект и се надеваме дека наредната година ќе бидеме уште повеќе. Комплексот Електра Гарден привлекува многу гости во Брвеница, што отвара можности за селски туризам во оваа општина, смета брвеничкиот градоначалник Енвер Пајазети. Најпре се слави првиот роден ден на Електра Гарден, а друго е така да се дружимо, да се промовира во поширок појам. Иако што за кратко време успеавме со Електрогарден и со Бакал да се промовираме како општина, не само внатре, него и пошироко. Па што значи, секој нов објект стопански носи бенефит за општината, за локалното население, па и за општината. Оти ние како рурална општина немаме други ресурси по така значајни. Имаме прекрасен амбиент, прекрасна природа, кај што може да се создават уште многу вакви стопански комплекси и да се развие селски туризам. За присутните гости на прославата на годишнината на комплексот ресторани Електра Гарден беше организиран пригоден коктел. Денес и утре се одржува 22-то издание на Галичката книжевна колонија. Манифестацијата ќе биде исполнета со поетски читања, симпозиум и промоции на нови дела со поезија, есеи и литературна критика. Галичник Викендов е домаќин на 15 на поети и книжевни критичари во рамки на 22-то издание на Галичката книжевна колонија. Програмата на годинешното издание е исполнета со поетски читања, симпозиум, креативна работилница и промоции на нови книги. Манифестацијата започна токму со промоции на неколку дела, растајнувања, есеи и критика од идејниот творец на колонијата Тодор Чаловски, потоа збирката хаику поезија Импулси од Пере Ристевски, како и дело со книжевна есеистика од Данило Коцевски. За утрешниот ден недела предвиден е симпозиум на тема препевот како пресоздавање на поезијата, кој ќе го модерира Иван Антоновски. Ќе биде промовирано и македонското издание на збирката поезија Танц со сирените од српскиот поет Рајко Лукач. Меѓу учесниците на манифестацијата се имињата на Луан Старова, Виолета Танчева Златева, Марта Марковска, Билјана Стојановска и други. Од лани колонијата воведе награда во чест на Чаловски како признание од областа на поезијата, литературната критика и есеистика, која и годинава ќе биде доделена на млад автор. Галичката книжевна колонија е во организација на Сдруженијето за литература и култура Галикул и се реализира со поддршка на Министерството за култура. Драги пријатели, поминаа 25 години од формирањето на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. 25 години,
полни со успеси, со победи и со напредок. 25 години во кои веќе одамна УМС стана еден од основните столбови на најголемата, најмокната и најподржаната партија од граѓаните на Република Македонија, ВМРО ДПМН. Денес кога УМС има над 55.000 членови, а ВМРО ДПМН има над 170.000 членови. Денес не говориме за некоја млада организација или секција, група или нешто помало. Зборуваме за добро организирана, силно мотивирана, многубројна, единствена, цврста, силна, нескришлива и победничка УМС, која од 2005-та на 9 изборни циклуси поред е еден од главните стожери на партијата и со кого се носат победите на ВМРО ДПМН и на коалицијата. УМС не е бројка. УМС не е само бројка и не е само надеж. УМС не е само иднина или минато. УМС е сегашност. УМС е огромен кадровски потенцијал. УМС е таленти. УМС е машина која работи без прекин. УМС е колектив, но и индивидуалци. Индивидуалци кои, иако млади, превземале одговорност, кои денес се министри во владата, заменици министри, пратеници, директори на државни предпријатија, агенции, раководители на подрачни единици, сектори, оделенија во различни државни институции. УМС е членови на извршниот комитет на партијата. УМС е членови на партиските комисии и тела, членови на општинските комитети и местните комитети. УМС се илјадници млади луѓе кои доаѓаат подготвени да помогнат не само на ВМРО ДПМН, да помогнат на Македонија. И помагаат. Многу од нив работат и се борат рамо до рамо заедно со сениорите. Македонија да се придвижи напред, да се реша што повеќе проблеми на народот, да се исполни што повеќе од ветеното, да се оправда довербата, да се надминат проекциите. Ви благодарам, УМС. Благодарност и до сегашниот и актуелен раководен состав на Унијата на млади сили, предводен од Владимир Невовски, кој успешно работи со полна парија и ентузијазам во мощне, тешки политички околности во земјата. Еден ден по референдумот во кој повеќето жители на Велика Британија гласаа дека сакаат да се напушти Европската Унија, над 1 милион британци потпишале петиција со која бараат нов референдум. Сајтот на кој објавена петицијата во еден момент денеска паднал поради огромниот интерес на граѓани кои сакале да ја потпишат. Досега бројот е 10 пати поголем од потребниот, пренесуваат британските медиуми. Иницијаторите на референдумот ја повикуваат владата во Лондон да го користи правилото според кое, доколку бројот на гласачи за или против е помалку од 60%, а излезноста помала од 75%, може да се одржи ново гласање. Во меѓувреме, шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер денеска од Берлин порача дека Унијата е огромен успех во одржување на мирот и стабилноста на континентот, поради што основачите нема да се откажат од проектот кој донесе најдолг период на мир во историјата на Европа.
Министрите за надворешни работи на Германија, Франција, Холандија, Италија, Белгија и на Луксембург денеска разговараат за актуелните европски политички прашања и последиците по Европската Унија од референдумот за излегување на Велика Британија од Европската Унија. Официјалните руски реакции на Брекзитот ќе бидат дипломатски, но зад кулисите во Кремљ владее големо славје, бидејќи Европската Унија ќе биде успорена од сопствената несреќа, пишува Дојче Веле. Ова е коментарот на Инго Мантојфел, уредник на редакцијата на Дојче Веле на руски јазик. Меѓу победниците на британскиот референдум не влегуваат само Најджел Фарач и другите евроскептични политичари низ Европската Унија, како Герт Вилдерс во Холандија и Марин Ле Пен во Франција. И рускиот претседател Владимир Путин влегува во профитерите од референдумот на кој беше одлучено за Брекзитот. Голем број на интернационални компании се загрижени за нивните главни канцеларии во Европската Унија, кои досега беа на пример во Лондон, бидејќи по референдумот за излез од Европската Унија ќе треба да се прилагодат на промените и новите услови за работа. Кога поранешниот градоначалник на Лондон Борис Џонсон во февруари најави дека ќе ја поддржи кампањата за излез на Велика Британија од Европската Унија, дебатата истиот момент стана поинаква. Џонсон го сакаат како јавноста, така и членовите на конзервативната партија. Кога тој како силна личност од политичкиот естаблишмент официјално застана на чело на поддржувачите на Брекзит и даде на кампањата тежина каква што дотогаш немаше. Нејзините симпатизери имено беа прилично маргинални политички личности, како Најджел Фарач и Џорџ Галовеј. Медиумите во Англија сега го поставуваат прашањето дали кога премиерот Камерон поднесе оставка на чело на владата на Обединетото кралство би можел да дојде Борис Џонсон. Денес имавме сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Попладне се услови за изолирана појава на краткотраен дожд и грмежи. Утринските температури се движе од 16 до 21, а дневните од 23 до 31 степен. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува променливо облачно време, попладне со локален дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 16 до 20, а дневните од 21 до 28 степен. УВ индексот ќе изнесува 7. Го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Пријатно и имајте убав викенд.